Издавањето на над 200 македонски пасоши на криминалци сериозно го нарушува угледот на државата, а се погласни се шпекулациите дека во игра е дури и укинување на безвизниот режим. Експертите за укинувањето на визите се со поделени мислења, но едногласни се дека е нарушен меѓународниот углед на државата со издавање на оригинални патни исправи за лица кои ги бара и Интерпол. Адвокатот Александар Туртевски се надева дека нема да биде укинат безвизниот режим, оти процедурата е долга, но граѓаните на Македонија, вели Туртевски, кои ќе патуваат во странство, ќе бидат детално прегледувани до степен да им одмили што решиле да отпатуваат некаде. Имаме среќа што Европската унија е многу тром механизам, многу долго време му треба за да ја донесе таа одлука. И мислам дека во скоро време веднаш нема да се донесе такво нешто, меѓутоа нашите граѓани при патување во странство ќе бидат на онаа најспората лента и таму ќе не гледаат на начин на кој што ќе ни одмили патувањето. Искрено би се надевам и сакам да не стават посебна лента да има за нас, па по едно 40 на минути по пола сат да не чуваат и да ни одмили патување и се. Објективно, тоа го заслужуваме заради тоа што толерираме вакви работи во државата. Поред днешниот амбасадор Ристо Никовски, били дека алармот на меѓународната заедница е вклучен. Скандалот со издадените пасоши на поголема група на светски криминалци и нанесе огромна и долгорочна штета на угледот на нашата земја. Во прашање се работи за престижот на земјата и нема никаков сомнеж дека алармот на сите надлежни институции во Европската унија и пошироко е подигнат на највисоко ниво. Ке се следи се што се случува кај нас и од зависност од тоа ќе се преземат и соодветни акции. Љубомир Ѓурчевски, кој пак е пензиониран началник во МВР, вели дека за жал сега Македонија нема да биде во можност да преговара за датум за почеток на преговори, туку за спас да не ни биде укинат безвизниот режим. Имиджот на Република Македонија е до таа мера нарушен да сега ние, јас се жалам што морам ова да го кажам, мислам дека нема да разговараме сега во Европа за датум за отпочнување, одржување на меѓувладина седница за отпочнување на преговори, него ќе разговараме за спасување на евентуалното враќање на визниот режим. Дали македонските граѓани ќе треба да вадат визи наскоро, ако сакаат да одат во други земји? За сега е отворено прашање. Европската комисија е без конкретен став за случајот мафија, но посочуваат дека неисполнување на критериумите може да доведе до укинување на безвизниот режим. Неисполнувањето на условите може да биде основа за активирање на механизмот за суспензија на визите, но суспензијата на изземањето од визи не е автоматски процес. Комисијата мора да ги земе предвид сите можни последици од суспензија на визното изземање за надворешните односи на Европската унија и на нејзините земји членки, како и за ситуацијата со човековите права во земјите кои не се членки на Европската унија. За сега од Европската комисија нема конкретен одговор дали било кој од критериумите за слободен визен режим е загрозен по аферата со пасошите во Македонија.